По кардиоваскуларните болести, малигните заболувања, мозочниот удар е на трето место по смртност во светот. Интересно е да се напомене дека лицата кои што доживеале или имале епизода на мозочен удар, третина од нив завршуваат фатално или со смртен исход, а од останатите 2/3 од овие лица, половината завршуваат со тешки последици на кои што им е потребна рехабилитација. Токму ја споменувам рехабилитацијата по мозочниот удар, бидејќи токму ова е темата со која што денес се надевам повторно ќе го заслужиме вашето оценето внимание. Јас сум Илија Николовски, а ова е новото продолжение од Фактор здравје. А за да биде денеска сликата комплетна, информацијата соодветно и професионално наменета до вас, денеска имаме уште еден исклучително референтен гостин. Темата рехабилитација по мозочен удар денеска ќе ви ја презентираме преку гостувањето на магистар Горан Саневски, кој што е дипломиран физиотерапевт, претседател на Сдруженијето на професионални физиотерапевти на Република Македонија и воедно неговата професионална адреса е јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација во Скопје. Добар ден и добро дојдовте во Фактор здравје. Како сте? Добар ден. Благодарам на прашањето, добро. Ви благодарам што сте со нас, со оглед на фактот дека ќе зборуваме за рехабилитација по мозочен удар. Досега ова не сме го третирале. Оставам по блокот реклами да ја отвориме темата. Посакувам убаво да се чувствувате во наше друштво, а вие кои што не следите денес со новото продолжение од Фактор здравје, знаете дека и вашето друштво и вашите јавувања ги очекуваме во вториот дел од емисијата. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхране успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Г-Натурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Г-Натурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Г-Натурал за долг и здрав живот. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал после 3-месечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал. ПАП тесто покажува дека немам повеќе цин. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмель. За убав ден и мирна ноќ. Gay Kids ви го најавува новиот хит. Ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, после ночка, имунитетот ке е силен као само речет. Геки са продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде се сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател.
Денешна тема во Фактор здравје е рехабилитација по мозочен удар, а ова ќе го подкрепам со уште еден исклучително фрапантен факт кој што вели дека секоја 6-та минута во светот се случува по еден мозочен удар. Токму последиците можат да бидат фатални, но од друга страна рековме, половина од 2/3 луѓе кои што ќе го преживеат мозочниот удар завршуваат со тежок инвалидитет и токму рехабилитацијата е клучна и основна за враќање во нормала или враќање на квалитетен живот на овие пациенти. Токму оваа тема денеска вие донесуваме преку гостувањето на магистар Горан Саневски, кој што е дипломиран физиотерапевт. Господине Саневски, со оглед на фактот дека зборуваме за рехабилитација, она што вие секојдневно го работите по мозочниот удар, што тоа представува од ваш стручен аспект и кога таа треба да почне? Што се однесува до рехабилитацијата кај пациенти со мозочен удар, можам да кажам дека е долготраен процес, полн со предизвици и проблеми. Почетокот на рехабилитацијата во принцип го одредува неврологот, бидејќи првите знаци на мозочен удар, нели хоспитализација и понатамошна грижа на пациентот е во рацете на неврологот. Неврологот кога ќе го стабилизира пациентот, кога ќе оцени дека состојбата е стабилна, дека пациентот е контактибилен, дека може да ја поднесе рехабилитацијата, го упатува до еден од центрите за рехабилитација во Македонија. Она што е важно дека сигурно пристапот кон секој од овие пациенти е индивидуален и програмата или планот за рехабилитација исто така индивидуален, кој покрај вас стручните лица, професионалните физиотерапевти треба да е вклучен и од страна на, нели рековме, невролозите, вие, колку фамилијата има удел во самата рехабилитација? Знаете дека имаме два типа на мозочни удари. Еден е исхемичен мозочен удар, другиот е хеморагија или крварење во мозокот. Третманот, значи, на овие пациенти е различен, уште во стартот. Исходот кај пациенти со исхемични мозочни удари е подобар, за разлика од крварењата кои што даваат тешка клиничка слика и рехабилитацијата е доста тешка. Што се однесува до тимот за рехабилитација, првенствено прв во тимот е семејството. Значи, семејството е прв исторен играч во тимот за рехабилитација, каде што мора да ги спроведе сите барања на терапевтот, на тимот кој го лекува пациентот, значи почнувајќи од неврологов па понатаму, а подоцна клиничкиот психолог, терапевт, физијатар, ортопед, протетичар, работен терапевт и така натаму. Рековте дека постојат исхемични мозочни удари и оние хеморагични кога доаѓа до крварење во мозокот. За среќа овие првите се почести, ако можам така да речем, полесните мозочни удари. Светската статистика кажува дека исхемичните удари се некаде околу 80%. За разлика од хеморагичните, каде што процентуално отпаѓаат околу 20%, меѓутоа таа клиничка слика, како што кажав, е многу потешка со потежок исход. Најблагодарни за рехабилитација се исхемичните мозочни удари, бидејќи самата клиничка слика во почеток е тешка, меѓутоа постепено се нормализира затоа што исхемијата не дава толку големи деструкции на мозочното ткиво. Знаете дека 50 мл на 100 грама мозочно ткиво е потребно за исхрана на мозокот, 150 грама гликоза дневно, 72 литри кислород и така натаму. Значи, мозокот е, како да кажам, еден начин владетел, процесор кој мора да се обскрби со сите овие потребни елементи кои ги набројав. За разлика од хеморагијата, која е доста деструктивна, клиничката слика е тешка и рехабилитацијата е полна со предизвици. Морам да напоменам дека е долготрајна, многу подолготрајна од исхемичните удари, али тоа не значи дека исхемичните удари не даваат последица. Даваат, али не во толкова голема форма. Така да, рехабилитацијата се разликува. Ке зборуваме за деталите и сето она што ги карактеризира едните, односно другите мозочни удари. Претходно уште едно прашање кога зборуваме за вас, професионалните физиотерапевти, кои што најсоодветно стручно во однос на праксата и теоријата ги изведувате овие вежби, овој план за рехабилитација, кои се очекувањата во однос на рехабилитацијата? Знам дека секој пациент повторно индивидуален, но која е пред се целта? Рековте кога ќе се стабилизира пациентот, вие имате, да речем, дозвола или препорака од неврологот да оди на рехабилитација, што е следниот чекор, од
каде се почнува? Еве може исхемичните да ги разгледаме или да ги обсервираме првенствено мозочни удари. Исхемичните удари, значи, по своја природа во почеток се со клиничка слика која навидом изгледа многу тешка, меѓутоа опоравувањето оди многу побрзо. Сега збориме, нели има и градација на исхемични удари, како што има глобална градација за мозочните удари во смисол лесен мозочен удар, среден мозочен удар, средно тежок и тежок. Така да многу голема недоумица владае кај луѓето, па и во професионалниот свет кој не е многу инволвиран во рехабилитација на овие пациенти, како едни пациенти се рехабилитирани добро, како кај некој опоравакот оди многу побрзо за разлика од другите, а некои се во стагнација или со некои големи последици кои рехабилитацијата за жал се уште не може да ги на еден начин санира тие проблеми во смисол, еве, на пример, изразен спазам и така натаму. Менување на образец, на одење. Кај исхемичните удари, значи, се прави анализа што тоа недостасува во нормалниот образец на одење, во нормалното служење со рака за секојдневните потреби, за јадење, за миење, потпорните реакции, дали се добри, станување од кревет, наслонување на една страна, на друга страна. Значи, тие балансни реакции се први на удар кај мозочните удари. Тоа значи дека проприоцептивниот систем, а тоа за гледачите да го преведам, значи длабок сензибилитет, е прв на удар кај мозочните удари и значи прво и основно што треба да се направи е да се оцени состојбата, да се види што може пациентот и што не може и да се почне со рехабилитација. Во однос на рехабилитација сигурно исклучително важно е кој центар е погоден, ако можам така да се изразам. Рековте вие дали центарот за движење, вербалната комуникација или кората на големиот мозок е еден супервизор на сите невролошки функции, што, например, тежината на мозочниот удар се одредува и по принцип на локализација на мозочниот удар, во која зона е, во длабината и во големината, значи на мозочниот удар. Така да тоа го знаат невролозите кои го пишуваат во својот извештај на крајот на престојот на пациентот на неврологија. Ајде еден пример, ако е мозочниот удар во капсула интерна, каде што имаме многу густи нервни влакна, тогаш очекуваме дека хемиплегијата, тоест одземеноста, ќе биде масивна. Така да исхемичните удари се исто проблематични, меѓутоа не во тој обим како реков, како крварењата. Кај крварењата е интересно тоа што они даваат една моторна слика одземеност, значи каде што моториката е многу нарушена и многу важно во рехабилитацијата е да се почека еден период. Значи тој период може да биде од 1 до 3 месеци, не да се чека со рехабилитацијата, него да се чека со форсирани вежби кои многу во рехабилитација мои колеги, а и останатите мислат дека со форсирањето побрзо ќе го дигнат пациентот од постела, што апсолутно не е точно и тоа го тврдам одговорно. Значи важно е уште еднаш да потенцираме кај хеморагичните да се почека 1 до 3 месеца пред тие третмани кои што се однесуваат на дигање на нога. За јакнење на мускулна снага зборам, да бидам попрецизен. Значи се прават вежби по програмата за мозочни удари, меѓутоа без форсирање. Владе едно мислење во народот, а нормално потекнува и од здравствените работници, да се дава топче во рака, бидејќи раката е онака баш, може да се изразам, баш покомплексна за рехабилитација, бидејќи голема е регијата која е како проекција во кората на големиот мозок. Се даваат топчиња за стискање, мислејќи дека така побрзо ќе ја вратат мускулната снага. Не рачунајќи на тоа дека мозочните удари даваат спастицитет, кој во рехабилитација грчење на мускулите, точно, кој многу тешко се смирува. Значи тоа ако не се превенира на стартот на рехабилитацијата, да се земат совети од професионалци, терапевтот да им каже на семејството немојте вака, немојте онака, да они го тоа почитуваат, тогаш ако почнат по своја рехабилитација, како што обично се случува во Македонија, ние во
во самиот тек на рехабилитацијата имаме големи проблеми. Оти многу тешко е сигурно ако нешто тргне на добро, па потоа не се прави како што препорачувате да се врати на стариот терк или на добриот пат како што тргнало. Да, нервниот систем е доста комплициран во таа смисла да терапевтите кои се бават со рехабилитација на мозочни удари мора добро да ја познават неврологијата. Во спротивно, обичното вежбање, дигни рака, дигни нога, тоа не функционира апсолутно. Значи, постоje техники кои се светски познати и кои се употребуваат баш за невролошки пациенти. Не можете, значи, пациент со невролошка клиничка слика да го третирате како пациент со повреда на нога, скршеница или така натаму. Значи, обични вежби, свитка, бидејќи нервниот систем реагира многу лошо. Ако на еден начин терате инает со него, има спастицитет, значи зголемен мускулен тонус, вие одите контра, му давате тежина во рака, тоа само води до погрешен образец. Погрешниот образец во рехабилитација е компликација, каде што кога имаме повредено мозочно ткиво, образците се многу брзо фиксираат. Проблемот во рехабилитацијата е да се направат селективни движења, кои мора многу, илјадници да се направат координирани, сврсисходни и така натаму, за да направат еден минимален запис кој подоцна треба да се автоматизира. Јасно, ќе зборуваме поконкретно и во вториот дел од Фактор здравје. Благодарам за овој прв дел од разговорот, а во продолжение останете со нас, блокот реклами ќе го означат она што следува во Фактор здравје, а потоа повеќе до вас да ни се придружите и да бидете и денеска дел од Фактор здравје. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхране успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Имате суви и црвени очи, ве печат очите, носите леќи, очите често ви се воспалуваат. Имаме решение. Капките Макулин Фреш на Diet Farm, иновативен производ со врвен квалитет, нежно ги навлажнуваат очите и облажуваат иритацијата. На вашите очи им е потребна најдобрата нега. Капки Макулин Фреш на Diet Farm, бидејќи телото го препознава најдоброто. Г-Натурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Г-Натурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Г-Натурал за долг и здрав живот. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев напролет на есен кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г-Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека Г132 плюс Натурал е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас се со една цел, да им помогне на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. Г132 плюс Натурал е мојот избор. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ.
користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. На 6091925 и 6091924 ги очекуваме вашите јавувања. Денешна тема во Фактор здравје е рехабилитација по мозочен удар, а оваа тема денеска ви ја донесуваме преку гостувањето на магистер Горан Саневски, кој што е дипломиран физиотерапевт, воедно председател на Сдруженијето на професионални физиотерапевти на Република Македонија, а неговата професионална адреса или местото на работа е јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација во Скопје. Она што го почнавте, рековте дека раката е едно од најкомплексните, би рекле, делови од телото зафатени со мозочен удар за рехабилитација, па може и конкретно преку пример да посочите, и долниот екстремитет, мислам на нозете, исто така се многу често зафатени во однос на дефицитот. Да. Семејството мора да ги следи советите на физиотерапевтите, бидејќи многу често се случува кога ќе заврши процесот на рехабилитација, да семејството ги превземе сите работи кои дотогаш пациентот ги правил со физиотерапевтот или да повика физиотерапевт приватно. Меѓутоа, во овој првиот случај мора да се внимава на рамениот зглоб, кој е најмобилен зглоб на нашето тело, и од несоодветно вежбање се случува да рамото добива страшни болки, да ни електротерапијата потоа во рехабилитацијата не може да ги смири. Вртењето во рамениот зглоб, значи како народски сакат луѓето да го представат тоа како раздвижување, како загревање, не постои во рехабилитација. Значи самата циркумдукција, латински, нели, е комплексна работа во смисол дека тоа е збир на движења кои не се целни и не се координирани. Кога имаме повреда на мозочно ткиво, во предвид само доаѓаат селективните движења, и тоа чисти движења за да мозочното ткиво кое е во траума ги запамти. Се друго со комплексни движења во почетна фаза мозокот не може да ги запамти и генерира, значи, едни погрешни патерни, тоест образци кои подосна слабо се рефлектираат на целокупната слика. Спазмот на раката е еден од најголемите проблеми во рехабилитација кај мозочни удари. Кога имаме случај, значи збориме од средно тешки случаеви на мозочен удар. И најкомпликувани. И најкомпликувани, да, апсолутно. Спазмот е тој кој ни прави најголеми проблеми, бидејќи спазмот директно е поврзан со моториката на ногата. Ако имаме нагласен спазм пример во бицепс, во раката, директно се рефлектира на мускулот квадрицепс кој го дава коленото во екстензија, тоест го испрема максимално, а стопалото оди во инверзија, тоест го увртува. Одењето апсолутно е со погрешен образец и се генерираат проблеми по типот на лош баланс, лоша шема за одење и покрај тоа што терапевтите инсистираат кај потешките случаеви, средно и тешките случаеви, да штаката се задржи како еден вид помагало и понатамо во животот. Многу пациенти ја отфрлаат штаката, затоа што сака да се вратат во состојбата пред мозочен удар. За жал тоа не оди така. Образецот кој е направен во процес на рехабилитација уште повеќе го кварат и доаѓаме до една лоша слика
во однос на одењето кај пациентот. Сигурно и тоа е една од грешките што најчесто и ви се случуваат Тоа во вашата пракса. Тоа се компликации кои... Дали може би аспектот на социјализација и ресоцијализација влие да се отфрли таа штака или тоа помагало? Апсолутно да, апсолутно да. Тој психолошки аспект кај овие пациенти. Да, апсолутно да, и јас секогаш напоменувам дека во процес на рехабилитација еден од клучните играчи е клиничкиот психолог кој мора да ги охрабри сигурно. И да ги охрабри и да се договори со фамилијата, да ја објасни на фамилијата што го очекува тој пациент понатаму. Нормално во корелација со останатите членови на тимот. Затоа што пациентите доаѓаат прва рехабилитација, доаѓаат втора рехабилитација, доаѓаат трета. Најчести прашања се до кога ќе трае процесот на опоравување. Тешко може да се каже, некои видувања на некои светски стручњаци говорат до година дена, некои говорат до 2. Потоа образците кога се фиксираат више тешко се исправуваат и за жал тоа останува така. Добро напоменавте во почетокот, кажавте дека пола од нив остануваат со траен инвалидитет, што јас од професионална гледна точка ги разбирам пациентите дека не можат со тоа да се помират, тоа е апсолутно разбирливо и човечки. Меѓутоа, понатамошните години кои ќе се изгубат во живот, представуваат проблем и за фамилијата и за околината, бидејќи кога ќе се фокусирате вие да наоѓате луѓе од страна не полупрофесионалци, професионалци, него наоѓате луѓе кои немаат врска со медицината, те некои таблети од Америка, те некои креми, мислам тоа не држи вода, апсолутно, и пациентите запаѓаат во депресија. И губат време, не се насочуваат понатаму на животот на некои други работи кои може да ги работат, и клиничкиот психолог мислам дека треба да одигра многу голема улога тука и со семејството, а и со самиот пациент. Да го слушнеме првото јавување денес. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, господјо, и вашето прашање го очекуваме. Докторот рече нешто за рамото. Сакам да се информирам. Клучната коска од рамото ми е клизната на хранопроводникот. Што би можело да се превземе и ми допира тука на хранопроводникот? Благодарам за прашањето. Имаме уште едно прашање и ќе одговорите на двете. Добар ден и до вас. Дали сте на линија? Ало, добар ден. Ало. Добар ден, господине. Одлично, и вас ве слушаме. Повелете. Видете, работи за жена ми. Добро. Негде 25 ноември имаше ануризма, мозочен удар, излив во мозок. Добро. И после едно 7 дена се разбуди, се освести и во сама клиника на неврохирургија доби уште еден, мислам, удар, тоа ти е за запушување на крвните стадови. Добро. Наречен инфаркт, да речем, нашински, ние што се викаме прости луѓе. И од тогаш жена ми е без сознание, да речем, ни кома, ни не кома, него чисто онака, ни вегетира, да речем. Ја донесов дома, пошто во болница нема услови за такви болесници. Мене ми е прашањето до господинот доктор. Јас дома имам и медицински лица, и физиотерапевт што ми доаѓа, што ја чува жената, што ја гледаме и што ја пазиме. Доведено е во добра состојба, нема никакви рани и така натаму. Меѓутоа, тешко иде враќањето, немаме контакт. Дали има установа, моето прашање, која прима вакви луѓе во Македонија? И дали има некое сознание, пријателот, кај може да се смести ваква особа, пошто во домашни услови е многу тешко. Да, ви благодарам, господине, за вашето прашање. Сакате на господјата или господинот? Да, ајде на првиот гледач. Не ја сватив добро гледачката, дали се работи за луксација на клучна коска која притиска на хранопроводот, али тоа не е само тема тоа на нашиот разговор. Да. Нешто сосема различно. Мислам, ќе мора да направи апсолутно рентген снимка и да се консултира со лекарот што е во прашање. Тоа стварно не знам. А второто прашање, па ако е таква клиничка слика како што кажува гледачот, значи анеуризмата навистина представува проблем во мозокот и
се случува многу често и после операција, значи кога хирурзите ќе ги оперирате ануризмите, да имаме една масивна хемиплегија, тоест масивна одземеност на едната страна на телото. И верувам дека состојбата е лоша, меѓутоа јас не сум упатен, мислам дека не постои установа во Македонија каде што специјално ќе се грижат за тие лица на начин како што се супругот грижи за сопругата, затоа што тоа се, знаете, установите во Македонија се на ниво на домови за згрижување, имаат медицински лица кои се грижат за тоа, али во такви услови како што господинот ги кажува, мислам дека малку тешко. Она што е важно сигурно за консултација или дополнителна информација може и вас да ве побари или услугите во вашиот завод. Јас ќе објаснам на крај уште еднаш. За крај на овој разговор во однос на рехабилитацијата, ви господинот кажа многу тоа тешко оди, неизвестно е како ќе има. Кои се очекувањата и проценките? Вие рековте секој пациент е индивидуален, но што се смета за успешна рехабилитација кај еден пациент? Тоа е добро прашање. Морам да напоменам дека од 20 до 25% имаме повторување на мозочни удари, каде што тој факт пациентите го некако игнорираат. На сите пациенти им вериме... Реално постои како ризик. Реално постои и тоа се многу често и случува. И им кажуваме на пациентите да внимаваат, да не форсираат со вежбање, бидејќи нервниот систем се брзо заморува кај луѓето кои имаат доживеано мозочен удар. Сум слушал разни видувања дека пациентот со мозочен удар треба да вежба по 2-3 сати, 2 пати на ден. Мислам, ви кажувам најпрофесионално дека тоа не држи. Затоа што нервниот систем многу брзо се заморува. Вие можете со пациентот 2 и 3 пати дневно да работите, меѓутоа по 2-3 сати, мислам дека е малку претерано. Пациентите ги тера да одат во фитнес, ги тера да одат во теретана. Јас кажувам секогаш дека теретана, фитнес и такви места се за здрави луѓе. Значи, за луѓе кои имаат здравствени проблеми, се здравствени установи каде што се професионалци, значи во тимот се грижат и ги насочуваат што треба да прават, бидејќи истите вежби не се во здравствена установа и надвор од неа, апсолутно. И последното јавување да го слушнеме за денеска, повелете, дали сте на линија? Ало? Добар ден, повелете, господине. До доктор, до господинот едно парно прашање. Повелете. Имам дискохернија на вратните прешлени. Се тука дали помага физикалната терапија? Добро, благодарам за вашето прашање. Не е ова во контекст на само кратко дали помага еве. Апсолутно дека помага и се додека неврохирургот не го каже своето задно за операцијски зафат, мислам дека е полезно да пациентите доаѓаат на рехабилитација. Апсолутно да. И за крај на овој разговор да ја споменеме конференцијата која што во септември ќе се одржи, иако до тогаш имаме време, повторно се надевам и верувам ќе ни гостувате да ја најавиме, но кратко еве бидејќи ги имате свежите и од прва рака информации. Така, Сдруженијето на професионални физиотерапевти на Македонија веќе 2 години наназад прави напори да целиот регион биде гостин во Скопје. Значи, нашето здружение ги екипираше сите професионални здруженија од регионот, каде што на 2 и 3 септември 2016 година во Скопје ќе ги на еден начин консултира, ќе ги слушне искуствата од нашите колеги од регионот, како, например, ние да се избориме со некои проблеми кои ги имаме во физиотерапијата. Ние ги знаеме, меѓутоа сакаме да слушне и пошироката јавност, сакаме да слушне Министерството за здравство и Министерството за образование, бидејќи проблемите на нашата струка се големи, а ова е добар повод, тоа е прва меѓународна конференција од таков тип, добар повод да се собереме сите на едно место и нормално субјектите од интерес кои се за нашата струка да го слушнат гласот на физиотерапевтите. Да. Овде сакам да се заблагодарам за вашето гостување, но претходно да потсетам сите оние кои што прашуваа. Магистер Горан Саневски, кој што е дипломиран физиотерапевт, можете секојдневно да го најдете и за помош да го побарате, да го истретира вашиот проблем или за рехабилитација или било каков совет во јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација, воедното и претседател на професионалните физиотерапевти Сдруженијето на Република Македонија. Ви благодарам уште еднаш што бевте денеска
денеска во Фактор здравје и за крај во името на нашата емисија, а мислејќи на вашето здравје, бидејќи вие пред се мислите на пациентите, ви подарувам една 15-дневна терапија од Генатурал, најсилниот антиоксиданс, кој што доколку ви се допадне и сте задоволни, можете да го препорачате на вашите пациенти. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш и секое добро, господине Саневски, а благодарам и за вашата соработка, вниманието и поздрав до утре кога повторно ќе се видиме со новото продолжение од Фактор здравје.